На почетокот на февруари годинава беше избран новиот состав на антикорупцијската комисија. Уште пред првата седница, шефицата на телото рече дека работата ќе зависи од преселбата во ветените нови простории. Комисијата треба да обезбеди првин простор за работа, бидејќи тој простор со кој што располага е несоодветен, бидејќи според законот комисијата треба да биде поврзана со база на податоци на многу институции. 7 месеци подоцна опремата донирана преку ИПА фондови за вмрежување со податоците на други институции се уште е во подруми, бидејќи новите простории се уште се ветување. Требаше да се преселиме во една зграда изградена од ПУИК, блиску до Македонската опера и балет, меѓутоа има застој во процесот поради оформување на документите. Тоа е тоа. Додека се чекаат материјалните услови за да се забрза работата на ДКСК, кои се досегашните ефекти од новото антикорупцијско тело. На 13 февруари 2019 година новоформираната антикорупцијска комисија ја одржа првата седница. Тоа беше и прва седница по цела година откако поголем дел од претходниот состав си поднесе оставка поради скандалот со патните трошоци. Од тој 13 февруари ДКСК одржа вкупно 22 седници, а првиот извештај за сработеното ќе се објави по нова година. 360 степени сепак побара и доби податоци за досегашното работење. Првата бројка што остава впечаток се представките од правни и физички лица за сомнежи за корупција и судирни интереси. Според последните достапни годишни извештаи на ДКСК, во 2015 имало 231 представка. Во 2016-та бројката паднала на 141, а за само 7 месеци од функционирањето на новата комисија, рапидно пораснала на 785. Или, оваа година комисијата има 5,5 пати поголем прилив на предмети од овие области, споредено со пред 3 години. Од една страна, тоа значи нефункционалност на институциите воопшто, останатите институции, затоа што голем број од представките се однесуваат на судски одлуки, се однесуваат на жалби по инспекцијски надзори. Тоа значи нефункционалност токму на тие институции кои што треба некаква правда да споделат во државата. А од друга страна, предпоставувам заради тоа што се зголемила довербата на граѓаните во оваа институција, па сите пријави и незадоволства нивни се слеани тука преку нови предмети за нас. Но додека ДКСК регистрира рекорден број представки и соодветно на тоа, рекорден број новоотворени предмети споредено со последните години, динамиката на решавање на предметите не се разликува од минатото. Кога се во прашање предметите за спречување корупција и судирни интереси, во 2015-та биле решени 259 предмети, во 2016-та вкупно 232, а во првите 7 месеци на новиот состав, бројот на решени предмети е 169. Тоа значи дека новата ДКСК успеала да реши само околу 20% од предметите од областа на спречување на корупцијата и судирот на интереси, и тоа само од пристигнатите представки, без да се земат во предвид и предметите отворени по сопствена иницијатива. Едно е капацитетот на комисијата, значи прво и основно комисијата не е целосно функционална. Надлежностите што се предвидени не може да бидат во целост изреализирани, заради тоа што целата работа се одвива пешки. Од друга страна имаме и обемни предмети, кои што бараат многу вложување, многу истражување, значи човечки капацитети и време. Проблемот со човечки ресурси треба да се надмине со нови вработувања и Ивановска очекува и повеќе пари за комисијата во буџетот за следната година. Нивната работа веќе требаше да биде забрзана со серверски систем за вмрежување со 20 институции, но тој не е функционален. Хардверот е набавен веќе од минатата година. Значи хардверот е донација преку некој ИПА проект. Хардверот Каде стои сега тој? Во Министерството за правда. Значи хардверот не можеме да го наместиме заради тоа што нели условите наши тука не се добри. Ни треба посебна сервер сала за која што чекаме нели да се заврши процесот за доделување на просторот наш, за да можеме да го инсталираме. Але требаше да се преселите, зошто досни постапката се уште? Требаше да се преселиме во една зграда изградена од ПУИК, блиску до Македонската опера и балет, меѓутоа има застој во процесот поради оформување на документите.
Тоа е тоа. Зградата во која веќе требаше да биде преселена ДКСК и во која ќе има потребната серверска соба за побрза работа е готова подолго време. Според добро упатени извори, проблем е техничкиот прием бидејќи изведената состојба не одговара со планот. Од Министерството за транспорт која води постапката, официјално негираат дека има проблем, но сепак не ни одговорија кога точно ќе се случи техничкиот прием. Во однос на вашите прашања ве информираме дека во овој момент тече постапка за издавање на решение за измени во тек на градба за објект по барање на инвеститорот, АД за изградба и стопанисување со стамбени деловен простор од значење на Републиката. Невладината организација Институт за демократија активно ја следи работата на комисијата. За Миша Поповиќ, очекувано е што ДКСК не може да реши поголем број предмети затоа што само 9 службеници во ДКСК работат на предметите, покрај членовите на комисијата. Неговата критика и препорака до комисијата е ресурсите да ги посвети на крупните, а не на сите случаи. Ако во моментот имате 9 луѓе, задачата на комисијата е да одреди на што тие луѓе ќе работат. И од тука е важно, и ова повеќе пати сме го кажале, и антикорупцијска е свесна за тоа, потребни се објективни параметри, според кои они ќе направат приоритет на некој случај, а некој случај ќе го остават за малце подоцна. Но Поповиќ смета дека ДКСК успеала и од тие мали случаи да иницира промени во општеството. ДКСК побара всушност од управните одбори и надзорни одбори да всушност ги разгледаат дискрециските моќи на раководителите во институциите за вработување. Тоа е нешто значено што ДКСК го направи и сега го прави, кој што мислам дека е успех и ќе видиме успех во смисла на токму на тоа превоѓање од можеби помалку битни предмети кон всушност градење на системски капацитети за отпор кон корупција. Главната причина што ДКСК троши време и на така наречените мали предмети е сегашната определба да постапуваат хронолошки по пристигнатите представки, а приоритет добиваат само предметите по сопствена иницијатива. Но, за ситни или крупни предмети, антикорупцијски има изготвено вкупно 9 кривични пријави до обвинителствата во првите 7 месеци од почетокот на работата, од кои 5 се поднесени. За споредба, во цела 2016 имало само 3 кривични пријави, а во 2015 2. При обидот да провериме што направило обвинителството со поднесените пријави од ДКСК, оттаму ни одговорија дека до нив се пристигнати само 3 кривични од антикорупцијска. Против градоначалникот на Сарај за дивоградбите на матка по која се постапува. Против градоначалникот на Прилеп за вработување блиско лице, за што обвинителството води предистражна постапка. Против судијата Владимир Панчевски за вработување, пријава која обвинителството ја отфрли поради застареност на кривичното дело. Останатите кривични пријави кои се доставени до обвинителствата според антикорупцијска се против ректорот на Универзитетот Кирил и Методи и против ВД директорот на дигестивна хирургија. Едниот затоа што примал плата или надоместок на плата од двете места, а другиот затоа што му овозможил. За единствената затворена кривична на ДКСК, онаа за судијата Владимир Панчевски. Прашавме, како антикорупцијска си дозволи да процесуира предмет со застарено дело? Дали го сметате тој за личен пех или пропуст на самата комисија? Знаете што, не го сметам толку за личен пропуст, заради тоа што ние сметавме дека рокот нема да биде 3 години, туку 5 години. Рачунавме дека е потешко дело и поголема е материјалната штета и затоа сметавме дека не е застарено. Меѓутоа, излезе во јавноста дека председател на кривичен суд си го вработил својот внук без тој да биде пријавен на конкурсот и туку ниту да биде нели воопшто на листата, туку бил едноставно вметнат. Така што такво дело за нас беше дело со поголема штета, барем ние така го ценевме, меѓутоа обвинителот не го ценел тоа така и заради тоа му определил пократок рок. Но ние тој предмет го испративме до Републичкиот судски совет, каде што се цени работата на судиите. Но од друга страна пак обвинителството го доставува предметот до кривичниот суд, кој што треба од материјален аспект да го разгледа, така што предметот е се уште жив. Меѓу новите законски обврски за кои на ДКСК може да и се пише минус е и регистарот на податоци кои ги добиле функционерите.
Ивановска и за тоа им објаснување. На веб страната таков регистар не може да се најде, зошто се уште го нема и кога ќе се немаме пријавено. Кога имаме пријави, ќе го направиме регистарот. Регистарот треба да се полни со податоците. Ниту еден функционер не пријавил подарок во овие месеци откако вие почнавте со работа? Немаме пријави. Кога имаме пријави, тогаш ќе имаме регистар. Немаме сега што да регистрираме. Сумирано, и статистиката и стручната јавност говорат дека за неполна година новиот состав успеа да врати дел од загубениот углед на институцијата. За Иванова сепак, најважно мерило е влијанието врз носителите на јавни функции. Што бројките се ирелевантни, битен е ефектот во општеството, дали сме постигнале да се зајакне свеста, дали сме постигнале избраните и именуваните лица да се запрашаат себе си, дали работат во согласно со етичките кодекси, дали работат во рамките на својот интегритет професионален. Мислам, имајќи во предвид и дека улогата на нашава комисија е повеќе пак е и превентивна, треба да идеме малце повеќе да ги мериме овие вредности во општеството, дали се зголемени или не. Дека за ефекти ќе треба време, доказ се и неодамнешната одлука на Управниот суд во полза на екс-председателот Иванов, кој се жалеше на решението на антикорупцијска, дека незаконски унапредувал во армијата во предизборен период. Во својата одлука, Управниот суд се повикува на член 33 од Законот за спречување на корупцијата, кој пак се однесува на контрола на злоупотреба на буџетски средства во период по распишување на избори. Од антикорупцијска најавуваат жалба до Висшиот управен суд, бидејќи сметаат дека членот 33 се однесува на сосема друг вид постапки.